Драги мои, останете на оваа фреквенција и бидете дел од уште едно издание на емисијата Наша сцена. Како што веќе добро знаете, мерките кои беа за коронавирусот веќе се олабавуваат, па така и нашите естрадни уметници стартуваат со снимање на нови видеозаписи и нови проекти. Тука сме ние за да ви ги промовираме најновите активности кај нашите естрадни уметници. А во минутите кои следат, не пропуштајте, останете со нас. Драги мои, ова издание на емисијата Наша сцена ќе го започнеме со Јонус Мирселовски, познат како Зеки. Тој живее и работи во Швајцарија, но ни доаѓа од Октиси. Изминатиот период снимаше видеозапис за неговата нова песна која носи наслов Свадба голема. Јонус ни беше гостин во нашето студио, а ние повеќе детали ви откриваме од следното интервју. Драги мои, во минутите кои следат ќе уживаме во друштвото на еден прекрасен гостин кој долги години живее и работи во Швајцарија, но ни доаѓа од Октиси. Станува збор за Јонус Мирселовски, познат како Зеки. Јонус, здраво и добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Како си, како се чувствуваш тука во нашето студио? Одлично и позитивно сум изненаден. Ја го замислував многу поинаку, али навистина е супер. Така, поводот за твоето гостување е твојата нова песна за која снимавте видеозапис, за која ќе поразговараме подоцна. Така. Овој разговор јас би сакала да го започнеме токму од твоите почетоци. Колку време се занимаваш со музика, како почна? Со музика се занимавам уште од рани 90-тите години. За прв пат го снимав касета беше тога во тоа време. Так. Албумот Бујрум сватови со Езерски бранови. Имавме група која се викаше Езерски бранови и во тоа време ја почнавме кариерата. И баш тога имавме еден голем хит која се викаше Излези Керко Фатимо, кој ја обработив пред 2 години и стана голем хит и многу гледана е на социјалните мрежи и така, во барана и сигурно се свири доста по свадби свечајности. Се свири и имат милионски прегледи. Така. Како што напоменав на самиот почеток, долги години работите во Швајцарија, каде исто така имате настапувани на доста свечајности и веселби. Како е да настапуваш надвор од нашата држава? Добро, сега надвор од нашата држава, пошто ние пошто живеам таму, се осеќам не како дома, али ипак приближно, пошто сме колку толку сме интегрирани таму и не можеш да се осетиш многу лошо, пошто сите гости се наши и имаш чувство дека си дома. Така, имаш свој круг на пријатели пред кои ќе се представиш и се чувствуваш исто како тука кај нас. Што се однесува со настапите кај нас, дали порано си настапувал тука на свадби, пошто знаеме дека Дримколскиот крај, како што го нарековте вие, Подгорци, Лабуништа, Боровец, Октиси е познат токму по тие веселби свадби кои се прават на големо. Дали вие сте настапувале? Сум настапувал, али како гостин, пошто тога бев, кога почнав да пеам, кога почнав кариерата моја, веќе бев во Швајцарија и кога ќе идев да ги правиме летните одмори, тогаш сум пеел на свадбите, али повеќе како гостин. Не сум пеел за хонорар, ни со група, али сум ги забавувал сите гости, така да сите беа задоволни од програмата што ќе изведеш. Так. Интересно за тебе тоа што покрај албумите кои ги напоменуваш дека ги имаш на македонски јазик, имаш албуми на српски јазик. Како дојде до идеја? Идејата дојде 96-та година, после вториот албум, кога во крајот кај што живеам ја и воопшто во Швајцарија, не беше застапена македонската музика, пошто имаше доста малку македонски жители кои живеат претежно прво во нашиот круг, кај што живеам јас, а и во Швајцарија немаше многу, така да мојата екзистенција гледав со мојата група, тогаш таа Езерски бранови, ја гледав по
српските ресторани кои ги имаше и то како многу, и босанските. И тука најдобро се снаоѓавме и така добив и желбата и идејата да снимам. Снимив едно 3 албуми на српски јазик, ама видов дека не ми лежат баш добро како македонската и повторно се вратив во 2002 година повторно на македонската музика, кога за прв пат ја снимав песната која требаше да бидам на фестивалот во Ландово, која се викаше "Не плачи, моме, не жали". И во изvedба Јонис Мешаловски Зеки, а сите аранжмани ги направи Ибраһим Исламовски Бале од студио Профи Соунд од Лабуништа. Си некако луташ во правците. Не можеш да се одлучиш за правец кој најдобро ти лежи. Сега ја снимаше песната "Свадба голема", која малце те оди како некој стил народна песна. Дали можеш ти најдобро да опишеш во кој правец се наоѓаш? Пошто еве каже дека српските баш и толку не ти лежат. Па вака сега ја задните 3 со се ова да кажам, 2 песни, излезе Керко Фатимо која обработивне во 2019 година. Тоа е една песна автентична која е специфична за Торбешкиот крај во Дримколскиот регион. Тие се, како што ги напоменав на селата, Октиси, Подгорци, Лабуништа и Боровец. Али песната е за слушање така пријатна и е прифатена не само кај македонскава публика во Македонија, него и кај босанците. Многу босанци ја слушаат и им е пријатна. Пријатно за слушање. Што се однесува до албумите кои ги имаш снимано на српски јазик и босански, дали некој ти ги бираше песните? Дали ти си автор на песните? Пошто знаеме дека на поголем дел од твоите песни си ти автор и текстописец. На српските песни повеќе соработував, не со познати личности, затоа што со познати личности е доста скапо да се соработува. Имав пријателка од Србија која доста песни ми напиша и добри текстови имеа. Музиката повторно аранжманите ги правев во исто студио во Лабуништа. Мислам, кај добро познати од Бале. Добро познати од Бале, ја ги правам сите досега што ги имам снимано, сите песни кои ги имам праено во студиото Профи Соунд. Така. И на самиот почеток од нашиот разговор ја спомнавме твојата нова песна за која деновиве се подготви видеозапис. Станува збор за "Свадба голема". Па ајде, како дојде до идеја за оваа песна? Па јас размислував долго време што би било добро песна која би била прифатлива не само во цела Македонија, него и пошироко. И размислував долго време кој стил да го одберам. Тогаш дојдов до идеја прво да биде песмата да биде весела, и што ми е весела и е сладка за слушање, дојдов до идеја да направам една свадбарска песна. И така, пошто ја доаѓам од Дримколскиот регион, дојдов до идеја да направам една песна како течи една свадба во нашиот крај од првиот до задниот ден. И текстот го напишав, мада ми требаше мене подолго време, затоа што ја не сум специјалист за пишање. Ја ги пишам текстовите за себе, него ги пишам од што морам, ама кога си посветам повеќе време, значи тога правам добри текстови. Сега не сум стручнак да направам 10-20 текстови во годината, ама за 1, 2 или 3 можам да ги направам. Се потрудив и кај музиката. Исто, ја направив добра, соодветна према текстот. Најзаслужениот, пак ќе се вратам, Бале, кој ги направи аранжманите и кој добро соработува со мене. Песната ќе ја слушнете за 10 до 15 дена и ќе видите толку време треба да е премиерно. Таква каква што е, најголема заслуга е на мене и на него. Се снимаше и спот, се снимаше во Октиси и околината. Кои се
Кој се учествуваше во спотот? Мораме да напоменеме дека спотот е во реализација на инпродукција, па ете како си задоволен од целата таа реализација, екипа? Па вака, со телевизија работам за прв пат и првите печатоци вчера ми беа дека добра соработка имавме со Ване. И гости ни беа како фолклорно друштво, ги имав и на минатата песна, Фа Бисери, фолклорно друштво Фа Бисери од Охрид. Добро си ја завршија работата вчера, во краток временски период. Во краток временски период си ја завршија работата и многу сум задоволен од програмата што ја изведоа. И сега чекаме импродукција, какви резултати ќе добиеме, што не се сомневам дека ќе имаме лоши, дека ќе биде еден од најдобрите спотови што ги имам досега направено. Така, комплетната реализација, како што напоменавте и вие, ќе биде за околу 10 дена, ќе биде премиерно тука промовирана кај нас, па се надевам дека ќе им се допадне и на гледачите во Македонија и ширум светот. Кои се твоите наредни планови? Дали планираш некој проект, можеби дует со некој пејач? Моите плановите кај мене доаѓаат спонтано, али во главно една песна во година ми е во план да направам и да биде хит. Значи една во песна. Сега не сум размислувал уште за некој си дует. Едино само имам мала приметба се воопште за во Македонија телевизиите, што досега не сум бил уште поканат како гостин во националните телевизии, пред се што кога бев со песната за фестивалот Неплачи момент не жали, тогаш бев еднаш гостин на утринско огледало и од тога активно се бавам на естрадава, али на жал не сум уште поканат. Така, па може би сега со новата песна. Тоа е сега можност да слушнат и подалеку и сите телевизиски национални куќи, па во иднина може би ќе се деси и тоа. Така, за време на коронавирусот, кој навистина долго трае, што правеше ти? Дали беше во Швајцарија, дали беше на релација Швајцарија-Македонија, колку што дозволуваа можностите за патување? За време на короната, како што сите знаеме, бевме доста изолирани, и поготово кога се работи за Швајцарија, Македонија стално, не само со Швајцарија, Швајцарија ги држи листите и нажалост ние бевме стално на позитивната листа, имавме проблеми кога се враќаме назад, моравме да одстоиме 10 дена карантин, што нас ни ја отежнува работата со послодавачот, пошто кога се вратиш ќе бидеме тука на одмор 10 дена или 15 и мораш уште 10 и онда се повторува проблем. Али во новогодишните празници за еден краток период тоа се деси, ја симнаја Македонија од позитивната листа и го искористив можноста да дојдам во Македонија и точно да ја снимам ова песма кој денес ја така, свадба голема, за која снимивте и спот. Зеки, јас ти благодарам што одвои време, што беше гостин тука во нашето студио, што си поприкажавме за твоите инни наредни планови. Се надевам дека спотот за песната ќе излезе за скоро време и секако ќе ми се допадне на нашата публика. Ми беше мило што сум ваш гостин и во секое време повторно би бил. Така. За крај, што би им порачал на нашите гледачи? За крај на нашите гледачи во исчекување да си ја чекаат песната, хитот, и се надевам дека ќе биде хит. Ти благодарам уште еднаш. И на вас ви благодарам. Го погледнавме Јонуса, ние продолжуваме понатака со нареден гостин. Станува збор за Ненад Коцевски, кој изминатиот период снимаше видеопроект заедно со Брависимо Бенд. Проектот е во реализација со инпродукција. Повеќе од следниот прилог. Останете со нас.
Драги гледачи, гостин во нашата емисија, наша сцена, ни е Ненад Коцески. Здраво, Ненад, како си и како се чувствуваш во студиото на Импродукција? Добро ве најдов, се чувствувам супер и чест и задоволство ми е што сум дел од вашата емисија. Уште од кога разговаравме со тебе, Ненад, ти ова шоу го нарече шоуто на Ненад со пријателите. Па ајде кажи кои се твоите пријатели? Моите пријатели, како што можете да забележите, и од самото пано пишува, Брависимо бенд, ги поздравувам, мои многу драги пријатели, соработници. Колку време соработувате заедно и како се запознаевте? Па сосема спонтано. Познанството почна уште со еден член од самиот бенд, ке го поздраваме Мартин, тапанарот од бендот, така дојде спојката и почна нашата соработка со Брависимо бенд. Така, да се навратиме на твоите почетоци. Кога почна со пење и како воопшто го откри твојот талент за пење? Почетоците, ова е многу нели класика прашање, да, многу од мал. На тоа валја го приметиле кај мене можеби моите родители, уште од мал многу сум сакал уште кога ќе имало гости кај нас дома, кога ќе дојдат, тогаш беше интересно со дезодоранс да пееш пред гостите. Така, да. Така се тоа спонтано. Како микрофон. Да, како микрофон и мерак за песна, мерак за сцена, потекнува од музичко семејство, мислам, ја предпочитаат македонската народна музика, дедо ми свирил кларинет, од кај мајка ми страната, од кај татко ми се многу онака музикални, многу пеат, многу играт и тоа е едноставно ген. Така, да. Која ти е твојата прва песна? Или каде си настапил прво? Дали си настапил во некој фестивал или нешто така? Професионални фестивали на фолк сцената, да, мојот прв настап е на Валантово 2009 година, каде што го освоив на првото место за дебитант, најмлад дебитант. 2009 со песната Нале вино кате, многу драга моја песна, која што ја напиша музика аранжман на Ристо Краповски, текстот на Елита Наскова и многу големо искуство за мене, затоа што единствен фестивал, морам да напоменам, каде што се пее во живо и да се истакнат вокалните способности. Која ти беше твојата прва песна, ми кажа? Да, ова, Нале вино кате ми е првата песна, каде што се после нели редат поред, после беше настапот на Тетовски фолкфест со свадба голема да направам, па после пак на Валандово, на Охрид фолкфест, на Лешочкиот фолкфест, филиграни. 2011 многу се да не ги редам, пошто вкупно имам околу некаде 16 песни. Така. Пред сите да ги наснимам, некаде на 11-тата песна направив една моја промоција во мојот роден град кај што потекнувам од Пробиштип, значи поздрав до моите сограѓани. Поздрав. И до сите македонци што не гледаат, значи си направив промоција, исто така беше со пријателите, бидејќи таму имам и дует со една моја драга колешка Марина и направив една промоција и после се нижа пак други фестивали, други песни, други настапи така. Така. Дали продолжи ти со твојата музичка кариера, да речам, наградување или можеби продолжи со нешто друго да Не, студираш? како млад, мислам, до, како да кажам, оно основно образование. Се стекнав со основно музичко образование, каде што сите околу мене очекуваат тие моите најблиски дека ќе јас моето образование ќе го продолжам нели со средно музичко и факултет, али се случи сосема спротивно. Завршив гимназија и после дипломирав на економскиот факултет во Скопје. Што мислиш за музичката естрада во Македонија? Интересно прашање. Значи, Македонија изобилува со многу големи музички имиња. Немам коментари, изобилуваме со толку многу како женски вокали, така и машки. Естрадни уметници, да, пред се пејачи и пејачки, многу добри музичари, аранжери, композитори. Ете еден апел на сите телевизии да се повеќе активираат сега во ова несакана ситуација која што ние не ни предвидувавме дека ќе се случи, да има повеќе музика, да бидеме ведри, весели, да размислуваме само на позитивни работи. И со музиката да ги забораваме. За да ги заборавиме сите овие лоши моменти, да остане и короната зад нас. Така, да. Колку песни имаш твои снимани? 16 од прилика, некои се фестивалски. Неколку, дали може да не ги кажеш кои се? Па не поменав Нале вино кате, свадба голема да направам, дојде денот, како тебе друга нема од Бога казнета, една моја многу драга песна, да напоменам 100 пати јас да се родам, ке те крадам маре, Нале вино кате,
Љубов е така. Така, Ако што изборам. правеше во слободното време, нели имавме сите многу слободно време, во корона кризата, карантини, па што правеше тогаш, дали можеби имаше некои нови песни во... Во корона кризата си пеевме по дома, се Така. уклучувавме лајв, нели Онлайн концерти. онлайн концерти, поготово преку социјалните мрежи, Facebook, Instagram, Така, се да. вклучувавме во живо. Со колегите исто од Брависимо бенд и со многу други колеги од различни групи, пејачи, пејачки, наши колеги, Така, колешки. значи така ги помина карантинските денови. се предизвици да се вклучуваме во живо, да пееме песни, читавме. Се познава малку по нас, малку повеќе јадевме, веќе бевме Така, затворени. сите исто, да. Да. Сигурно си размисли што прво би направил од кога, дај Боже, ќе прекине ова корона. Да прекини кога ќе се олабават мерките, Така, значи пред се би отешол во кафана. Да се опушта, ми фали музика и дружба, знаеш, она дружба со публиката на оние, јас би ги нарекол слободни ресторански шеми, да кажеме кафани, кај што сме ние опуштени. Многу ми фалат и оние семејни веселби кај што се свадбите, оние најубавите моменти. Така, да, и дружба со публиката. Да, нормално. да, се. Ти благодарам многу, Ненад, за денешното гостување. Па сигурно ќе имаме повторно прилика да гостувате во некое шоу или во продукцијата. Да, ви благодарам и вам што ме поканивте, што сум дел од вашата емисија, наша сцена. Поздрав до сите гледачи каде и да се, до цела Македонија, до сите нашници во ширум диаспората. И уште еднаш благодарност до моите колеги од Брависимо бенд и за ово прекрасно шоу, каде што испеавме многу убави песни. Морам да напоменам, ова морам да го кажам, Така, да. дека направивме микс или нашки музички кажано сплетови, каде што опфативме песни кои што се можеби некои подзаборавени, хитови од наши познати пејачки имиња, некои за жал и не се помеѓу нас, да го спомнеме до едно за мене прекрасен вокал Пепи Бавтировски, мојот омилен вокал, препознатлив по него, некои од колегите ќе ми речат, незаменливата кралица на ромската музика Есма Реджепова и незаменливиот шоумен на енергија што даваше најмногу на сцената Гоце Арнаудов, но се слушнаа и некои песни од мои драги колешки. Едноставно одбрав песни кои што јас многу ги сакам, ги склопивме и пак ќе кажам заедно со колегите. И создадовте нешто прекрасно. Да, едно како мини концертче. Така, да. Ти благодарам уште Ви благодарам еднаш. и на вас уште еднаш. Nemoj ne plači, solzi ne roni, naši sudbini neke pomogne nam. Ako sakad da ne razdela, ej verice, iskreno kaži. Ej verice, moja sudbino, pari nemam, ljubov imam. Raka podaj, dojdi so mene, vreme minuva, jesi prosi me. Ej verice, moja sudbino,
ljubova, no ne i našata. Kažim verice, se to bogatstvo, što go ima v me, samo ti si mir, moja verice. Ej verice, moja sudbino, bar i nemam ljubavi, imam raka podaj, dojdi so mene, vreme minuva, gdje si prosi me. Ej verice, moja sudbino, bar i nemam ljubavi, imam raka podaj, dojdi so mene, vreme minuva, gdje si prosi me. Za tebe živejam, za tebe pejam, da te imam celo vek, želba mi je. Za tebe živejam, za tebe pejam, da te imam celo vek, želba mi je. Moja nade, moji angele, crnoko srce moje, zvezdo moja, za tebe živejam, za tebe nade, pesna ja spejam. Moja nade, moji angele, crnoko srce moje, zvezdo moja, za tebe živejam, za tebe nade, pesna ja spejam. Jedna želba, jedno srce, duša davam, srce ginam za tebe. Jedna želba, jedno srce, duša davam, srce ginam za tebe. Moja nade, moji angele, crnoko srce moje, želbo moja, za tebe živejam, za tebe nade, pesna ja spejam. Moja nade, moji angele,
Prosti vino i milo, priznavam pogreši. Prosti na žena koja te ljubi, te vola ne odi. Nikoj pad poveke, drug neke posaka. Veruvaj samo tebe te ima, ke ti se sa kolena. Kako vo tebe ja znam pogledena, kada skrijam da ne zaplačam. Soza od srce ke te prokolne, kamen da beše ke mi prosteše. Kako vo tebe ja znam pogledena, kada skrijam da ne zaplačam. Soza od srce ke te prokolne, kamen da beše ke mi prosteše. Zašto ne veruvaš, taka me ubivaš. Život ke da dam, tvoja da bidam, ke ti se zakolenam. Nikoj pad poveke, drug neke posakam. Veruvaj samo tebe te imam, ke ti se zakolenam. Kako vo tebe ja znam pogledena, kada skrijam da ne zaplačam. Soza od srce ke te prokolne, kamen da beše ke mi prosteše. Kako vo tebe ja znam pogledena, kada skrijam da ne zaplačam. Soza od srce ke te prokolne, kamen da beše ke mi prosteše. Kako vo tebe ja sam pogledam, kada skrijam da ne zaplačam. Soza od srce ke te prokolne, kamen da beše ke mi prosteše. Kako vo tebe ja sam pogledam, kada skrijam da ne zaplačam. Soza od srce ke te prokolne, kamen da beše ke mi prosteše. Soza od srce ke te prokolne, kamen da beše ke mi prosteše. Dušava bez tebe koga umira, dušava bez tebe koga umira.
Чекор по чекор стигнавме до крајот на уште едно издание на емисијата Наша сцена. Јас верувам, уживавте со нас. Верувам, успеавме да го задржаме вашето внимание до крај. За мојот изглед и во ова издание на оваа емисија се погрижија бутиците на Мис Сара, кои можете да ги најдете на 2 локации во Струга. Јас наредна средба ви закажувам за 7 дена, на исто место и во исто време. Останете во добро расположение. Чао, чао!